Училиштата приврашуваат со задолжителната дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училишните објекти, мерки кои што се задолжителни пред стартот на второто полугодие од учебната година. И не само со чистењето, туку се прават и останатите подготовки во однос на затоплувањето и другите технички услови и чистење на училишните дворови, како и во однос на наставата во училиштата оваа недела со одржување на наставнички совети, со цел подготвено да ги дочекаат учениците во второто полугодие. Со Љупчо Сантов Кочани е подготвено во делот, например, на јавните набавки со топлинска енергија за престојната зимска сезона се направени на целокупните подготовки. Во однос на хигиенско-техничките услови, темелно го чистиме училиштето, ходници, училници, се проверуваат целокупниот инвентар по училниците, се што е во кондиција да биде отфрлено или заменето соодветно или да биде поправено. Во однос на одредени набавки за наставни помагала, можеме да кажеме дека се подготвивме со тоа што набавивме одредени спортски реквизити. Дел од таблите веќе се обновуваат, LCD проектор, во однос на да се збогати наставата со современи наставни помагала. Во престојниот период го искористивме од текот на оваа полугодишна пауза за распишување на тендерски документации по разноразни основи. Овде би се пофалиле дека второто полугодие нашите ученици и нашиот наставен персонал го следуваат, односно очекуваме мобилности по разноразни основи, особено по проектите од Еразмус плюс програмата, и тоа за Словенија, за Хрватска, за Португалија, за Норвешка, на кој што претпоставам дека и нашите ученици ќе бидат премногу среќни и задоволни. Во однос на воспитно-образовната настава, од денеска нашите активи активно работат за да ги согледа сите последици кои што ги има во текот на првото полугодие, да ги оделат позитивните од негативните страни и да направат план на активности за второто полугодие. Продолжува соработката, плодната соработка со општина Кочани, со Бирото за развој на образованието, со Министерство за образование и наука во однос на ингеренциите и соработката која што треба да ја имаме. Нашето училиште Раде Кратовче е подготвено целосно, значи да започне со второто полугодие од оваа година. Инаку оваа недела имаме испланирано одржување на наставнички и оделенски совети на кои ќе бидат утврдени успехот и поведението на нашите ученици, а после тоа ќе бидат изготвени евидентни листови кои ќе бидат дадени на учениците на првиот училишен ден, односно на 21 јануари 2019 година. Можам слободно да кажам дека за оваа година имаме доволно огрев, односно нафта. Исто така тековно сега се подготвуваме за набавување на нови количини на нафта за тековната година. Во врска со учениците можам да кажам дека нашите ученици веќе се пријавени за надпреварите по биологија и природни науки и нормално со дознавањето на другите информации каде ќе се одржуваат и кога ќе се одржуваат другите надпревари, наши представници ќе бидат пријавени, значи, од нашето училиште. Можам да спомнам дека нашето училиште оваа година ќе биде учесник и на меѓународната студија TIMSS, односно тоа е меѓународно тестирање. Од нашето училиште ќе бидат тестирани ученици од 4-то оделение, 17 ученици се изберени по случаен избор, инаку ова тестирање се прави во 17 држави од светот и нормално ние ќе се потрудиме нашите ученици да добијат што може подобри резултати. Правиме подготовки, обезбедуваме материјали за тие ученици за да бидат подготвени најдобро што можат. Епидемиолозите од Центарот за јавно здравје апелираат дека со стартот на второто полугодие од учебната година постои опасност од ширење на инфекции и вируси и затоа препорачуваат темелно чистење и дезинфицирање на училишните објекти. Покрај извршената дезинфекција, секое училиште е задолжено максимално внимание да обрати на хигиената во објектот, а учениците да имаат пристап до сапуни и чисти тоалети. Учениците со настава започнуваат на 21 јануари.